Значи има и многу други работи, има многу позитивни работи и кои исто така добро би било да се афирмираат во јавност. Но и самите знаете, редакциите многу се намалија, ги немаме више оние да ги наречам специјализирани новинари кои ја држат оваа тематика и ја познаваат оваа тематика. Бидејќи си има она што е поврзано со лицата со попреченост, односно посебни потреби, си има своја посебна тематика. Треба тој новинар да биде запознаен со неа. Не може некој кој не знае што е аутизам, не знае што е церебрална парализа или не знае што е некоја друга категорија, сега да пишува за тоа одма од денеска да му даде уредникот задача и да ја исполни таа. Институтот Мајнард во Оукланд, Калифорнија, Институтот за новинарско образование, кој што ги учи новинарите дека треба да работат и да известуваат низ призма на една рамка која што се нарекува анализа на пукнатините. Односно, новинарите да ги забележуваат, регистрираат недостатоците, проблемите кои што се појавуваат во информирањето за поединци и групи во општеството и врз основа на тоа да ги подобрат политиките на работа во самиот медиум. Значи, медиумот има една повисока улога, општествена улога, и значење во тоа да се утврди каква е сликата која што се создава за одредени групи поединци во општеството и како понатаму да ја подобри таа слика или понекогаш тоа подразбира и целосни коренити промени во начинот на кој што се информира во самите редакции. Еден од начините, како што кажавте, да се зборува во позитивен контекст. Меѓутоа, јас она што би сакала да го нагласам, а е во согласност со концептот на инклузивното новинарство, е секогаш да се најде во секојдневното информирање, во секојдневните теми да се најде простор и за овие лица. Значи, голем дел од овие лица може да се појават и како извори на информации, како некој кој што може да каже да пренесе одредена тема, случување, агол, размислување, перспектива и така натаму. Зошто да не се прави тоа? Зарем за овие лица треба се зборува само кога станува збор исклучиво за овие теми или само кога станува збор за одредени инциденти. И јавноста преку медиумските содржини, преку медиумските продукти, сакала или не, стапува во контакт. А нашето искуство покажува дека кршењето на предрасудите се решава најдобро, се случува најдобро тогаш кога постои директен контакт. Како алергија се надминува со изложеност. Значи, доколку не сме ни изложени, доколку лицата со попреченост не се присутни во медиумите, не се видливи, тогаш никогаш нема да направиме чекор понапред. И уште нешто. Некои од колегите кои што самите се лица со попреченост замеруваат кога има обиди да се хиперболизира, да се поставува, да се прикажуваат успесите на лицата со попреченост кои што се релативно едноставни, да се прикажуваат како тоа да се успеси на суперхерој. Тоа навистина смета на лицата со попреченост. Значи, тоа што би сакале исто така да го видиме во иднина, мислам дека веќе беше спомнето, меѓутоа мора да се потенцира, темите кои што ги допираат лицата се важни, ги засегаат лицата со попреченост, би сакале да ги видиме секторски онаму каде што припаѓаат. Например, ме потекне Зоранова што го каже, успех на спортист со попреченост треба да биде главна вест во спортска рубрика. Не треба да биде во социјала. Нели? Каде што по дефолт не ставаат во тој кош. И сите теми треба да си го најдат своето место онаму каде што припаѓаат, а не во специјализирани исклучиво емисии кои што се прават за лица со попреченост, а кои што многу често не ги гледа никој друг освен самите лица со попреченост. Think critically. Gather the whole story. Media Literacy Days 2022 from the 25th of October to the 1st of November. Learn more at www.mediumskapismenost.mk.